Припремата за повечерината на големиот христијански празник Голема Богородица е во тек. Православните христијани вечерва и во текот на утришниот ден ќе имаат можност да ја посетат црквата, со што ќе се послужат и со вкусно манастирско гравче, бидејќи треба да е посна. Во текот на утришниот ден ќе се подготвува и вкусна манастирска компир манџа. Спреме повечерината на Мајка Богородица, заслугата што е на Мајка Богородица, така да и утре исто ќе се дено славе. Ги покануваме сите верници да дојдат да присуствуват. Пошто сега е посно гравче, а утре манџа ќе биде компир манџичка, така да и е посно. Празникот Голема Богородица е празник и прилика за сите жени, мајки и баби да го посетат светото место и вода кај црквата во близина на населбата 8 ноември. Сите жени кои имаат желба да си замислат и се веруваат дека ќе се оствари, но и да се замијат со светата вода од изворот. Сите го знаат празникот на Мајка Богородица, Голема Богородица или Успение на Пресвета Мајка Богородица. Таа е мајка на сите, затоа еве користам прилика сите жени, мајки, баби кои имат желба да и се остварат. Значи тука е нејното место, нејната света вода, моментално сме во суша, ама имаме вода со која сакат верниците да се замијат, ние пред време ја полнеме. Ќе повикувам на вечера, утре на ручек, бидејќи е посно, нема курбан, ако се погоде мрсен ден да е нејниот ден, ние тогаш колеме. Помагаме сите, работеме за чест на Бога, на Мајка Богородица. Празник Успение на Пресвета Мајка Богородица се вика затоа што таа заспива меѓу вечерта на 27 и 28 веќе ангелите со сите нејни крилца ја заштитуват и ја качуваат горе во небесата за таа да седне до Исуса Христа и да се моле, она се единствено моле за нас грешните. Значи затоа сите сме грешни да се помолиме на Мајка Богородица. Виолета здравева со години наназад на овој ден и утришниот помага во црквата за здравје, па ги поканува сите верници да повелат со желби за здравје, среќа и мир. Додава дека празникот Успение на Пресвета Мајка Богородица е голем празник затоа што Мајката Богородица заспива на 27 август вечерта, а веќе на 28 август ангелите со своите крилја ја заштитуваат и ја качуваат во небесата за таа да седне до Исус и да се моли единствено за нас грешниците.